Благодарам. Почитуван амбасадор на Република Кипар, Андреас Фотил, почитуван министер, почитувани амбасадори, член на Националниот совет, колеги пратеници, почитувани новинари. Дозволете само кратко, како еден коментар на ова што го кажа пратеникот Венко Филипче. Неговиот говор е најдобар демант на неговата теза дека нема слобода на говорот во Македонија. Но има еден друг проблем. Негови пратеници најавуваат дека неговата партија е пред политички стечај и веројатно е оправдано од негова страна да го сврти фокусот на друго место, таму каде што нема проблеми да ги измисли или таму каде што нема недостатоци да ги создаде или доколку има да ги преувеличи. Како и да е, овој политички говор не би го одземал моето внимание и поентата што сакам да ја направам и да го искористам присуството на амбасадорот на Република Кипар. Почитуван амбасадоре, ќе напоменам дека на 17 декември 2025 година комесарката Марта Кос потпиша меморандум за побрза интеграција и за побрз и непречен транспорт со земјите од Западниот Балкан, но вклучително тука и со Молдавија, Грција, Бугарија, Италија, се разбира Албанија, Македонија, Србија и другите земји од регионот. Овој потпишан меморандум е во склад со политиката на Европската Унија за планот за раст. Во планот за раст на Европската Унија една од главните цели е како да се создаде со секој поминат месец, со секоја помината година, поголема интеграција на пазарот на земјите од Западниот Балкан и негово дополнително интегрирање, посилно интегрирање во пазарот на Европската Унија. Подпишаниот меморандум од комесарката Марта Кос особено се однесуваше на така наречените зелени ленти. Тие се предвидени зелени ленти за побрз транспорт и побрзо движење на превозниците од стопански субјекти земји членки на Европската Унија, како и од стопански субјекти на земји од Западниот Балкан кон Европската Унија. Тоа покажува дека со ваквиот потпишан меморандум самата Европска комисија потенцира дека овој сектор на превозници како битен сегмент од регионалното стопанство, но битен сегмент и од стопанството на Европската Унија, имаат статус на посебна категорија. Оваа посебна категорија исто така, кога станува збор за новите правила и методологија на издавање на визи, престој, време на престој и слично во Европската Унија, е покажано дека на посебен начин важи и за посадите на авионите, на возовите и на другите превозни средства, кои што може би во помал обем, ако земеме по карго количина превезуваат, но сепак превезуваат и тие одредени стоки на двете страни, и од Западниот Балкан кон земјите членки на ЕУ и обратно. Затоа нашиот апел од име на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери до вас е да побараме од кипарското председателство оваа тема за балканските превозници како значаен сегмент од стопанството во регионот, но исто така и значаен сегмент за стопанството и земјите кои што и фирмите кои што се приматели на овие услуги, а се регистрирани во Европската Унија, да биде ставено на дневен ред на председателството на Република Кипар за време на вашиот мандат и да се најде начин во рамките на постоечката регулатива како овој проблем да се надмине на со взаемна корист на сите учесници и актери во оваа тема. Ова го потенцирам затоа што вие во вашето излагање кажавте дека никој нема да биде оставен позади, дека ќе се потруди кипарското председателство таа на некој начин стратешка автономија на Европската Унија да ја води заедно со своите партнери,
а земите членки од Западниот Балкан се многу сериозен партнер и долгорочен партнер на Европската Унија во секој поглед. И ако одиме по однос на заедничките политики, јас само би нагласил што се однесува до Република Македонија, и тоа е уште еден демант на претходниот постстечаен или предстечаен говор на колегата Филипче. Република Македонија е една од земјите во регионот која што има 100% усогласена безбедност и надворешна политика со Европската Унија. И тука било какви приказни за вакви режими, такви режими, владетели, империи или агресори на било која земја на европскиот континент не поминуваат, бидејќи во самата пракса ние гледаме дека Македонија е усогласена целосно со безбедносната и надворешна политика на Европската Унија. Се друго може да послужи како мала тема за дневен дефокус од внатрешпартиските проблеми. Но ова го напоменувам за и на кипарското претседателство да му се даде дополнителен аргумент. Ако ние можеме да имаме заедничка надворешна безбедносна политика усогласена со ЕУ, тогаш можеме да имаме и заедничка транспортна политика усогласена со ЕУ, а во корист и на стопанството и на Македонија, и на Србија, и на Албанија, и на Косово, и на Босна и Херцеговина, и на Црна Гора, а исто така и во корист на стопанството на фирмите и земјите членки на Европската Унија, кои што имаат интензивна стопанска комуникација со целиот регион. Исто така би сакал да напоменам дека ова прашање на проблемот со превозниците го засега исто така и прашањето на кредибилитетот на Европската Унија и потенцијалот на ЕУ да решава одредени проблеми. Бидејќи ние како земји на европскиот континент, без разлика дали некој е член или некој е кандидат, сме продуктивни кога станува збор за декларации, резолуции, планови, агенди и секој друг пишан материјал. Ги имаме многу, дури сме и хиперпродуктивни во тој дел. Но кога станува збор за надменување на одредени предизвици, без разлика дали некој имал или немал предвид дека ќе се случат кога е почнат планот за воведување на нови правила за оваа методологија за влез во ЕУ, а почетокот на тој проект е во времето кога колегата Филипче беше министер во претходната влада, но како и да е, тој настанат проблем денес сметам дека ќе послужи многу доколку најдеме начин како да го надминеме. Наместо да најдеме начин како да донесеме уште 2, 3 или 4 декларации во било кој од парламентите во регионот или во Европскиот парламент и слично. Мислам дека доколку постои политичка волја, доколку се цени стопанскиот интерес и доколку има добра координација во рамките на вашето претседателство со земјите членки и со Европската комисија, дека можни се корисни решенија за овој предизвик, кои што ќе бидат корисни и за регионалното стопанство, и за стопанството во Европската Унија, но исто така и за кредибилитетот на Европската Унија, она за што се залага заеднички единствен пазар на Европската Унија и земјите од Западниот Балкан да станува реалност, наместо да станува предмет на фрагментација и на ненадминливи вакви технички проблеми кои што можат да предизвикаат одредени стопански турбуленции. Ви благодарам многу за вниманието кон овој апел и се надевам дека во рамките на вашето претседателство ќе се изнајде начин како да се надмине овој проблем. Благодарам.